Добар ден, почитувани гледачи. Инвитро постапката или вонтелесното оплодување е тема која што досега многу пати сме ја разговарале и сме ви ги предочувале деталите, и тоа со човекот кој што најдобро тоа умее да го прави во Република Македонија. Тој е доктор Таше Трпчевски, кој што е собственик и гинеколог акушер по специјалност од болницата Плодност од Битола. Со цел да ви ја поедноставиме и уште повеќе доближиме оваа проблематика, денеска во Фактор здравје ќе зборуваме за подготовката при инвитро фертилизацијата или инвитро постапката, што е она што е важно и што најдобро го умеат да го прават во болницата Плодност преку видувањето на 2 дипломирани медицински сестри. Мојата љубопитност ја задоволив веќе, на ред е вашата. Ќе ви ги представам сестрите по првиот блок реклами и разговорот во кој што ве очекуваме и вас да ни се приклучите. Останете со ова издание на Фактор здравје. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Кога веќе ја споменав болницата Плодност, редно е да ја представам уште еднаш оваа приватна здравствена установа која што е специјализирана за гинекологија и акушерство и таа воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. За сите ваши прашања, совети и закажување, прегледи и третман можете да се обратите секојдневно на 047-208-8880. Денеска зборуваме за подготовка при инвитро постапка, а токму денешната тема ќе обработиме не со една, туку со 2 гостинки кои што по специјално се дипломирани медицински сестри и во името на болницата Плодност од Битола денеска ќе зборуваат во Фактор здравје. На почетокот ви посакувам срдечно добре дојде. Добар ден до дипломирана медицинска сестра Снежка Дмитровиќ и нејзината колешка Анета Јошевска-Тамчевска. Добар ден уште еднаш и благодарам што од Битола специјално дојдовте денеска за нашите гледачи. Добар ден. Најпрво сакам да ве поздравам вас, сите гледачи на вашата телевизија, и ви носиме топли поздрави од нашата болница Плодност, од нашите колеги. Да, ви благодарам по нивно име и добро е што освен доктор Таше Трпчевски, со кога ја почнавме со работката и представувањето на Плодност од Битола, ја продолжуваме со вас, виднене и со вашите останати колеги од другите оддели во болницата. На почетокот кажав јас дека инвитро постапките се почести во вашата болница, како од денешна дистанца. Еве гледате вие со оглед на фактот дека повеќе од една деценија сте во оваа постапка, што е она што беше тогаш карактеристично, а каде сте денеска? Јас и мојата колешка работиме во тимот за инвитро оплодување од самиот почеток. Започнавме 2003 година во една мала ординација Плодност, која што благодарение на доктор Таше Трпчевски и на целиот наш ентузијазам, на целата екипа, прерасна во една голема институција која што стана бренд за Македонија и пошироко. Врв на нашата работа беше инвитро фертилизација како најсовремена метода за лекување на неплодноста, која што практично почнавме да ја работиме и меѓу првите во Македонија. Секојдневно гледавме многу среќни парови, многу задоволни жени. Секојдневно гледавме нови бременности. Потака дојде оттаму идејата до отворање на една болница, специјална болница Плодност, специјализирана за гинекологија и акушерство и инвитро фертилизација. Оттаму почна и стартот на нашата успешна приказна, која што трае и до ден денеска. Секоја успешна приказна или зад секоја успешна приказна сигурно дека тимот пред се одговорен и желбата на партнерите кои што сакаат да го решат проблемот со неплодноста, сигурно вие сте првите тие кои што се среќавате или контактирате со идните родители. Како тече таа постапка? Што е оно што е специфично при првото доаѓање во болницата Плодност Битола? Секако, значи пациентите најчесто првиот контакт го остваруваат со нас сестрите, без разлика дали е по телефон или лично во болницата или порано во ординација. Ние тука ги советуваме за постапките кои што ги очекуваат и кои што ги припремаме за она што е следно да го направат.
Ние сме тие што му сме насока према докторот. Докторот ни кажува инструкции каде да ги внесиме, кога да се вратат. Секако тука можам да кажам дека нашата улога е во секојдневниот живот, значи пред почнување на постапката, секојдневниот живот на пациентите не треба да се разликува од ништо, да биде најнормален. Тие се преплашени, загрижени за своето здравје, ние сме тие што му укажуваат дека со секој чекор заедно ќе бидат со нас и ќе ги следиме до крајот на постапката, секако се надеваме до позитивна бременност. Тоа е сите што посакуваат да повелете и вие секако, и партнерите. Да. Исто така сакам да напоменам дека водат нормален секојдневен живот, значи не се лишени од ништо, нормален сексуален живот, најдобро е 3 до 5 дена абстиненција до самата пункција, постапката. Кога ја споменавте пункцијата или самата постапка, практично кога ќе се изведува, што е вашата улога и вашето ангажирање во однос на тој предпериод кога се вадат јајцеклетките? Рековте дека многу парови се под стрес, во исчекување, на кој начин вие ги опуштате, на некој начин им давате позитивни мисли? Нашата работа е разновидна во ни секој чекор на патувањето, низ третманот на инвитро. Нашата главна и етичка цел е дискреција и комуникација со пациентите, пристапот кон нив, задоволување на потребите на пациентите, без разлика дали тоа се работи за некои информации, за некои одговори на прашања за кои што за пациентите не се јасни или збунувачки. Исто така, основна цел е да ги изгрижиме пациентите, да се осеќаат дека не се осамени, дека имаат лица со кои што можат да ги споделат нивните моменти, бидејќи и самата инвитро постапка е доста стресна комплетно за парот. Исто така, ние како медицински сестри сме и каналот меѓу лекарот и меѓу пациентот и комуникацијата на лекарот и пациентот ние ја олеснуваме. Што е многу важно, цело време се трудиме да бидеме низ третманот комплетно со нив, во смисла да ги следат нашите совети, кога треба да земат крв, кога треба лекарот да ги следи фоликулите на ултразвук и така натаму. Лекарот дава одредена терапија, која што терапија потребно да се аплицира, да ја аплицираме кај пациентите и при тоа е многу важно кај одредени пациенти ги оспособуваме самите дома да се аплицираат. Рековте дека инвитро постапката ја дава индикацијата кај оние парови, самиот специјалист гинеколог акушер, кажавме дека вадењето на јајцеклетките е првата постапка, што следува понатаму? Значи, прво е вадењето, тоест аспирацијата на јајните клетки, пункција на фоликулите. Утрото, кога жената е закажана за аспирација на јајните клетки, заедно со нејзиниот партнер, без разлика брачен или вонбрачен партнер, значи ја пополнуваме целокупната документација која што е потребна, која што останува во нашата архива, во нивното досие и останува во нашата архива. Мажот оди со биологот да остави семен материјал, а ние со жената ја внесуваме во инвитро одделот, каде што ја припремаме за самата постапка. Значи, тука нашата улога е исто и пред постапката да му укажеме дека не е болна постапка, дека ништо не се чувствува и така натаму. Битен фактор е да биде жената со празна бешика. Откако сме ја припремиле да дојде во собата за аспирација на јајни клетки, жената ја местиме во гинеколошка положба, потоа ја припремаме работната маса со потребниот стерилен инструментариум. Најчесто самата пункција на јајните клетки се изведува со краткотрајна интравенска анестезија, доколку има случаеви кај што не сакаат анестезија, може и да биде и без анестезија. Тоа не е болен процес? Не, зависи за сега кој како го доживува, да. После припремата, значи, после воведување во анестезија, почнуваме со постапката. Ние му асистираме на докторот, значи, после дезинфекција на полето, каде што треба да ги пунктира јајните клетки од фоликули,
Под контрола на ултразвук, трансвагинално ги празни јајните фоликулите во епровета, која епровета ние му ја предаваме на биологот, кој што внатре наоѓа во фоликулинската течност, наоѓа јајни клетки. Понатаму постапката, после завршување на самата пункција, значи жената пренесуваме во просторија за лежење, каде што тука останува неколку часа. Ја распремаме работната маса, значи со употребени инструменти, тоа е нашата, мислам, сепак и тука имаме голема улога, со употребени инструменти кои што се пуштат повторно на стерилизација. Докторот му препишува медикаментозна терапија, која што му објаснуваме како, на кој начин и кога треба да ја прими. И секако, значи, остануваме во контакт со жената се до ембриотрансферот. Кога го споменавте ембриотрансферот, тоа е следната фаза, но би сакал во овој момент да обрнеме посебно внимание. Тука е оној момент, би рекол, на исчекување, кога биолозите се одговорни, ги спаруваат на некој начин или вон телесно сперматозоидите со јајцеклетките, што после тоа оплодување, кога веќе ќе има добри спарени јајни клетки со сперматозоиди, после колку време се враќаат тие кај жената? Знам дека секоја пациентка индивидуална и индивидуално пристапувате, но што следната фаза е фазата на враќање на оплодените јајцеклетки кај жената или ембриотрансфер. Уште може да ја наречеме дека е фазата на стварање на нов живот. Ембриотрансферот како фаза таа не е болна. Тој не е болен момент, значи жената е стресна и парот воопшто треба многу внимание да обрнеме тогаш и можам да кажам дека во овој момент е еден од најважните мигови во цела постапка за инвитро. Сега, кога ќе дојде жената кај нас, ја припремаме за ембриотрансфер, се внесува во собата за интервенции и при тоа на лекарот ние ги даваме потребните стерилни инструменти и тука асистираме на лекарот при што го прикажуваме патот на грлото на матката до матката, каде што лекарот го зема катетерот од биологот и при тоа директно во матката ги внесува ембрионите на најпогодно и на најдобро место. Значи, тоа е цел процес на ембриотрансферот. После ембриотрансферот, жената ја внесуваме во просторија каде што треба да одмора 2 часа. Во меѓувреме и кажуваме и се консултираме и даваме совети како треба да се однесува. Значи, после ембриотрансферот, кои животни активности смее да ги прави, кои не смее да ги прави и кога следен пат треба да се врати кај нас после ембриотрансферот. Кога споменавте 2 часа треба пациентката да лежи после ембриотрансферот, кога оплодените јајцеклетки се враќаат во незината матка, дали подолго задржување или хоспитализација е потребно или буквално тоа е само неколку часа? Значи, потребно е до неколку часа, кај нас во принцип од прилика околу 2-3 часа лежат пациентките. Значи нема преноќување. Значи нема преноќување. Имаме многу примери за тоа пациентките кога прашуваат дали треба да се преноќи 1 ден, 2 дена или 3 дена. Од наше искуство видовме дека доволно е да бидат само неколку часа и да заминат од нашата болница. Јас тука ви се заблагодарувам за првиот дел од разговорот. Приказната или постапката за инвитро оплодување ќе ја продолжиме по вториот блок реклами, а тука сакам и вас, почитувани гледачи кои што сте со новото издание на Фактор здравје, да ве поканам да ни се придружите со ваши прашања, совети или споделување некое лично искуство, јавно тоа да ни го кажете на еден од двата понудени телефонски броеви 6091924 и 6091925. Уште едно срдечно добре дојде вам кои што од овој момент сте со Фактор здравје, подсетување дека во живо не следите и подсетување уште едно за денешната тема. Зборуваме за постапка или она што се нарекува инвитро оплодување, како тоа се случува и сето она што имаат од стручен аспект да го соопштат вам пред се почитуваните две дипломирани медицински сестри од болницата Плодност од Битола. Тоа се Снежка Дмитровиќ и Анета Јошевска-Дамчевска, денешни ваши гостинки. Пред да продолжиме со разговор, го имаме веќе и првото јавување ова попладне. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до најдобрата емисија и секој пат, како и овој пат, ги имате најдобрите гости, едни стручни, посветени и секој пат со најдобар однос, медицинските сестри, значи најдобри што се Снежка и Анита. Да, од каде ни се јавувате? Александар Михајловски од Пробиштип
И заедно со мојата сопруга и со нашиот дар што ни помогна, и сите постапки ги побинавме, што ги кажа сестра Снежка и сестра Анита, значи успеавме, значи да дојдеме до резултатот, а тоа е нашата керкичка Мила. Тоа успеавме благодарение на доктор Таше и на посветеноста, на стручноста, на професионалноста, на обученоста што имаат сестра Снежка и сестра Анита, како пример за многу други клиники што би посакале да ги имаат вакви сестри, кои што заедно со доктор Таше и со останатиот тип биолозите се дадоа допринос да го имаме она што го посакувавме. Нашиот дар што ни го поклонија, бидејќи се што не можеше природата во болница Подос успеавме. А сето овие постапки, секој момент, во секој време да себе ми познавам и сопругата Даниела, која што сестра Снежка и сестра Анита посетува внимание, однос, значи во една бременост која што беше така посебна и даваше информации, не охрабруваше, не советуваше, секогаш беше посветена и представува пример како треба да биде една современа медицинска сестра за да се успее. И затоа болница Подос е табирана како најдобра, а затоа зборуваат резултатите. А за тоа каква случност и последност доволно кажа секој час за них. Благодарам Александар многу. Да се продолжи. Благодарам Снежа, благодарам на болница Подос. И нека ви е жива и здрава керкичката ваша. Сигурно годат ваквите зборови. Тоа е само потврда на вашата посветеност, а чинам дека имаме уште едно јавување. Ќе продолжиме со разговорот. Добар ден. Дали ме слушате? Не, значи немаме, ќе продолжиме со гледачите. Застанавме или пред рекламите зборувавме за ембриотрансферот, постапката кога веќе тука запира, кога пациентката си оди дома. Сакавте уште нешто да дополните, повелете? Сакав тука да додадам еден пример за една пациентка наша. Во смисла, сакав да додадам за пациентките кои мислат дека треба долго време да лежат на нашата клиника веднаш после трансферот. Имавме една пациентка од Америка, која што, благодарение на нејзини пријатели, дошла тука, слушнала за доктор Таше, за неговата стручност и за болницата Плодност, дојде кај нас и вика, сакам да направам инвитро. Направивме инвитро и жената кажа дека мора да замини за Америка следниот ден. После ембриотрансферот? Веднаш после ембриотрансферот. Докторот вика, ако можеш да замениш, тогаш оди. Ни се јави за 10 дена, ни кажа дека тестот е позитивен, а тоа резултираше со успешна бременост и успешно породување. После тоа, после една година од тогаш, жената се јави повторно од Македонија, беше од Скопје пациентката и кажува, вика, доктор Таше, ние сме дојдени од Америка повторно, заедно со сакавме да направиме тука крштевка за синот, па сакаме да дојдеме да ве посетиме да направиме уште едно инвитро. Повторно дојде за инвитро, пациентката како и првиот пат вели, јас морам да заминам уште утре за Америка, бидејќи толку ми е времето. Докторот вика, оди повторно и само за 10 дена ни се јави пациентката, ни каже дека повторно е бремена. Но не. Што беше уште посрекно за нас, за сите нас, ни кажа дека на ултразвук ја виде лекар и кажа дека носи тројка. Значи 4 деца. Значи 4 дечиња успешни, 4 од кај нас, од доктор Таши, значи со ентузијазмот на сите нас, 4 дечиња има. Да го слушаме следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо, во Фактор здравје, повелете. Поздрав до вас, поздрав до вашите гости. Благодарам. Мило ми е што ве гледам поново, Снежка и Ане. Марија од Куманово, мислам дека ќе се сетите. Да. Ве поздравувам многу. Во ваква улога не сте ги виделе, сигурно, Марија. Дотерани, 6 години лични. Ги немам видено, само преку Facebook пријатели се гледаме. Марија, колку... Поздрав имате од нас. Ви благодарам за успешноста, што ми помогнавте. И имам едно прашање до вас. Повелете. Дали можам повторно, после породувањето со малечката, кај мене циклусот престана. Значи, се
Тоа до тука завршува и веќе 6 години немам ништо кај мене. Дали може нешто поново со инвитро или тука се стопира целата работа? Ме интересираше. Благодарам за вашето прашање. Вака, Марија, најдобро да се јавите на 208-880, да се слушните со докторот Таше, да ве поврзиме, да тој ќе ви го објасни тој процес, затоа што тоа не е наша улога сепак. Не можеме да кажеме дали циклусот имате или немате се уште. Сепак гинеколог Гинеколог мора да специјалистка кој што е доктор да разговара, со докторот, да се види хормонски статус и така натаму, да не навлегуваме у некои работи што не смееме да ги кажуваме. Благодарам, Мари, поздрав до вашата киркичка. Кога зборуваме за постапката или подготовката при инвитро фертилизацијата или инвитро постапката за вонтелесно оплодување, го кажавме ембриотрансферот, моментот на исчекување на резултатите, после колку време, колку треба да помине од ембриотрансферот за да се направи тест за бременост? Не. Периодот, значи периодот после ембриотрансфер е многу стресен за пациентки, за жените, посебно може да го слушнеме јавувањето и ќе се вратиме. Јас се извинувам во име на оној што не чека. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господи, и до вас. Повелете со прашање ваше. Јавуваме од Битола, значи. Прво еден голем поздрав до Снежето и до Ането и до цел персонал на плодност. Благодарам, Иван. Посебно до докторот Таше, една голема благодарност. Заради тоа што не знам дали има поуспешен, значи подобар персонал и општо како болница немам што да кажам. Најубави коментари, најубави пофалби, затоа што ако не беа тие, не знам дали ние инвитро оплодените воопшто некојаш ќе имавме деца. Благодарам за вашата успешна приказна и споделување јавно овде пред публиката во Македонија. Поздрав и секое добро. Повелете, споменавте дека сте... Така, периодот после ембриотрансфер до правење на тестот е многу стресен за жените посебно. Сигурно сте и во контакт со секоја пациентка. Цело време сме во контакт со пациентите. Им даваме совети што смеат, а што не смеат да ја прават. Еве, например, не смеат да одат во топли врели сауни, да лежат во топли кади, да имаат сексуални односи, не смеат да креваат тешко, значи ако работата му е некоја каде што се изложени на или на нешто да избегнуваат физичка активност, да избегнуваат лица заболени од вируси или вирусни инфекции. Секако морам да напоменам дека не смеат и да лежат нон-стоп 24 часа и да се однесуваат како веќе да се бремени, се до тестот и да чувствуваат некои симптоми што би рекле дека се психички. Мене треба што порелаксирани, порелаксирано да избегнуваат значи пријатели кои што стално ќе ги прашуваат до кај сте, како е тестот, дали направивте тест, дали бевте на инвитро, дали се оплоди, колку се оплоди, колку се вратија. Значи сите тие стресни работи многу најрелаксирано. Макар што колку и да зборуваме, тоа не може да се примени кај нив. Мене ми е особено драго што јас исто во болницата плодност сега работам и во операциона сала како инструментарка. Многу ми е драго кога ќе дојди жената од инвитро останата бремена со инвитро оплодување, дојде кај нас во нашата болница и заедно од почеток, значи како што пред да остане бремена до првиот плач на низиното дете, сме заедно, да. Јас сум пресрекна. Кога доаѓа тој моментот или додека дојде моментот на исчекување или позитивниот тест, колку време треба да помине пред пациентка да треба да го направи и кога тој е успешен, што понатаму? Значи, она што нестрпливо го очекуваме е моментот кога жената ќе ни го соопшти резултатот. Дали е позитивен или негативен. Среќа е што кај нас во болницата плодност се повеќе имаме позитивни резултати, па така срекните моменти ги споделуваме заедно со пациентите. Меѓутоа, некогаш и резултатите се негативни кај некои пациенти, па ги споделуваме и непријатните моменти. Што не значи дека е крај на светот, што би се рекло. Така. Сега, пациентката која ќе каже дека има позитивен тест, треба да дојде кај нас, при што ја упатуваме да оди да направи тест за преку крвта за бета-ХЦГ, хормон кој што се зголемува нивото кога жената е бремена. После тоа, после 10 дена, ја советуваме исто така да дојде кај лекарот да ја утврди бременоста на ултразвук.
Сега со овие пациенти чувството е, знаете, на среќа, многу се весели, ние заедно се радуваме со нив, а со останатите пациенти во контакт сме постојан се до нивното повторно доаѓање кај нас. Значи ги тешиме, знаете како тие се малку разочарани, меѓутоа гледаме психички што повеќе да ги релаксираме, контактираме и после тоа со нив и така. Сигурно тој момент е најсилниот психички да бидат здрави, издржливи, имуниот систем, како што вели доктор Трпчевски, да остане на завидно ниво кај двајцата партнери, бидејќи после неуспешно инвитро сигурно следува ново. И таа постапка не значи дека нема да биде успешна, доколку првата била таква. Но што е со оние кога веќе имаат нормална бременост, утврдена е? Дали бременоста и следењето проминува во фаза како ке останатите кои што спонтано забремениле? Има ли разлика во водењето на тие бременности во однос на овие со инвитро? Воопшто нема никаква разлика, значи во жените забременети со инвитро оплодување и жените со по нормален пат, значи исто се третира цената, се до крај. Значи нема никакви симптоми или пак некои проблеми кои што би довеле до спонтани абортуси или па до донесување на бременоста. Се е најнормално. Значи имаме нормално това ехо ултразвуци кои што се прават во која недела, следење на нормална бременост, тоа е тоа. Ме интересира кога веќе моментот на оплодување е завршен, кога жената има позитивен исход, кога бременоста се тере и се следи. Која е вашата улога тогаш? Дали понатаму останувате во контакт со тие пациентки, да ги наречам, иако не се пациентки, жени, кои што веќе се бремени и треба 36, односно 40 недели да износат својата бременост? Ние сме комплетно со нив низ цел тој период. Да. Која е вашата улога? Ми беше и прашањето. Има ли нешто што е специфично и што вие во плодност сте единствени што го правите? Нешто специфично, специјално за таквите жени нема, бидејќи заедно ние инвитрото го сметаме како нешто што е нормално. И така и ги сметаме и пациентките кои што останале бремени, исто како другите бремени жени. Значи комплетно земање на одредени анализи, исто како кај сите бремени жени, следење во текот на целата бременост со страна на лекарот, 4D, ултразвук, се што е потребно и кај другите пациентки, па така и кај нив. И сега ние некако се приврзуваме малку поиќе, јас и мојата колешка за овие баш од инвитрото, може и не е многу благодарно, меѓутоа бидејќи сме со нив цело време, цел тој период, па и така може би лично ги доживувате сите овие приказни. Па и долго време сме со пријатели со повеќето од нив. Сето ова споделување и гледачите што се јавија сигурно годи и дополнително дава мотив да издржите понатаму. Да. Кажете ми, за да ги охрабриме сите оние кои што можеби имале неуспешно инвитро или од прв, втори или од трет пат или четврт останале бремени. Има ли некој пример, некоја ситуација каде што сте имале такви и со ваша помош, која што психички ја издржале, довело тоа до позитивен исход, односно до сакана бременност? Има многу. Знам дека има многу, но би сакал нешто да споделите. Кои што лутале секаде. Да го слушнеме јавувањето, може ли? И ќе се вратиме на вашиот пример. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете и вие, госпоѓо. Добро дојдовте во Фактор здравје. Добар ден, ве поздравувам и едно прашање. Го чекаме вашето прашање, повелете. Се работи за пациентка околу 26 години, бидени се во плодност, систина секаде. Сега, пред неколку дена беа ван Македонија, и му рекоа дека ако не може никако да остане бремена, пошто таа веќе си има проблеми со инвитро направена неуспешно во априлот. И сега му рекоа дека и ако не дај Боже ако остане бремена, ќе се роде децата, така болни, неспособни, дефектни. Пошто таа има голем висок теродоксин, пролактин и од тоа дали е можно да се роде децата, со таква анемија и некои таблети му ги дале до животно да ги пие. Дали е можно, тоа... зашто ни рекоа за инвитро нема шанса никако да забремени. Со инвитро. Благодарам за вашето прашање. Имате ли коментар? Пред да остане жената бремена, потребно да направи ред на анализи. Значи, анализи да направи, па после тоа, откако ќе остане бремена, лекарот будно ќе следи и целата екипа на плодност, сите лекари будно ќе следат за жената да роди здрави бебиња. Воспротивно, не знам како и рекле лекарите, меѓутоа дека ќе роди така, а воопшто не е бремена и не може да тврдат. Затоа треба следење комплетно, па жената дополнително тоа да се утврди или да се негира. Да, повелете уште примерот ваш.
да го споделите во однос на оние парови што рековме, кои што можеби немале успех, но сепак со ваша помош и истреност успеале да дојдат до свое поколение? Знам дека има многу примери, има многу примери, значи после кој колишката Снежка спомна за нашата американка. Да, речеме примери има многу и од типот на жените што се веќе во малку поодминати години, повозрасни, што имаат веќе над 45, да речеме. Сме имали и такви бременности, значи ние сме имале примери каде што жената има 45, 47, па и 50 годишни, останувале бремени. Па знаете каков е, значи каква среќа е тоа после долги години во брак, 20-25 години во брак, па да остане бремена. Мислам дека голем успех за сите нас е тоа. И пред да ви се заблагодарам, уште едно прашање кое што не е помалку важно, исто така многу важно е, ги споменавме само начално партнерите. Каква е нивната улога? Колку тие во подготовката на инвитро оплодувањето ви помагаат вас? Како за окружување на тројката, партнерка, партнер и вие? Да. Значи, партнерите мора во процесот на инвитро потребни се двата партнери. Значи, како ќе дадеме поддршка ние, така треба и меѓусебно тие да се даваат поддршка. Значи, тие мора да бидат взаемни, јаки и само така да дојдат низ процесот на инвитро, значи заедно да ги доживуваат сите моменти, заеднички. Да. Уште нешто да додадете или за сега тоа би било? Но очигледно дека патот на инвитрото е многу тежок пат. Спореден е како патување до Вселената, да може да се спореди како патување до Вселената. Така да тој пат, тежок, трнлив пат, му препорачувам на сите пациенти кои имат проблеми да не лутаат, да не губат време, да не губат години, надеж секако, да дојдат во болница Плодност, болница за гинекологија, акушерство, Битола, центар за хумана репродукција, каде што сигурно ќе бидат усреќени. Ова не го кажувам напамет, значи досега имаме над 870 живи и здрави родени бебиња од инвитро програмата од почетокот па се до сега. Да. И за крај уште едно јавување ќе вклучиме, со што ќе ја завршиме оваа емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие со вашето прашање или искуство да го споделите? Вака, да споделам едно искуство позитивно. Значи, поздрав прво до Снежка и до Анита. Нашето искуство е позитивно, значи ние имавме прво инвитро, прво помачко. Се прво. Така да. Така да би ги охрабрила сите, значи да не чекаат години, како што направивме ние, значи чекавме години и понатаму плодност целиот тим. Ама сега некако е посладко кога после толку години добивате плод. Да. Ви благодарам, господја, нека е жив и здрав вашиот син. А Снежка и Анета, ако ми дозволите на крај само уште да ви се заблагодарам, лично ви се обратив со имињата, бидејќи лично ве чувствувам, а и сета оваа позитивна енергија да ја пренесете уште на многу парови и со позитивен исход да решите нивната бременост или посакувана бременост за ново потомство. И ние ви благодариме за поканата. Среќен пат до Битола и поздрав до колегите Плодност во Битола. А доколку сакате да ги контактирате во Плодност Битола, директниот контакт е на 047 208 880. Ви благодарам за вашето внимание и поздрав до следното издание на Фактор Здравје.